Градоначалниците имаат уште 3 дена да аплицираат со инфраструктурни проекти. Во среда истекува крајниот рок до кој тие можат да поднесат барања за финансирање на проекти од страна на владата во висина од 245 милиони евра, пари обезбедени со кредит од Унгарија. Досега 63 општини беа ажурни и веќе поднесоа апликации за да го подобрат живеењето во нивните општини. Например, градоначалникот на општина Бутел побарал пари за 10 проекти, а апликацијата ќе дополни со уште 38 проекти, меѓу кои децениските барања на жителите за нова поликлиника, нов плоштад со културен дом, изградба на затворен базен, модернизација на училишта, мостови и многу други. Тој вели дека во неговата општина има интензивна градежна динамика која ќе продолжи до крајот на неговиот мандат. Аплициравме со многу голем број на улици кои што се итекако клучни сообраќајници кои што не се пипнале можеби 30-40 години наназад. Навистина станува збор за нешто што мислам дека слободно ќе може да се нарече ренесансен период по однос на улиците, некаде вкупно околу 150 милиони денари ќе одвоиме за улици, огромен број на улици, мислам дека се нешто над 70 улици, нешто што не е видено на територија на општина Бутел. Градоначалникот на Петровец Борче Митевски вели дека реализацијата на проектите значително забрзала откако владата одлучи да ги финансира преку унгарскиот кредит. Во вториот повик пријавиле неколку посетни инфраструктурни зафати, но и нов културен дом во вредност од 600.000 евра. Митевски аплицирал за финансиска инекција од вкупно 1.300.000 евра. Аплицираме со културен дом, аплицираме со патот, изградба на пат од Средно Коњари до населеното место Дивле во должина од 6500 метри. Аплицираме во новата зона за изградба на една улица, исто така за изградба на 2 улици во населеното место Оњаци и довршување на канализационата мрежа во населеното место Оњаци. Бизнисмените тријат раце. За нив градежниот бум на општинските власти значи повеќе работа и закрепнување на секторот. Иако предупредуваат дека е можен одреден застој поради распишувањето на локалните избори, сепак се надеваат на поголема ажурност од страна на градоначалниците и изведба на проектите во зацртаните рокови. Локалните избори тука ќе имаме една пречка на некои проекти да се реализираат поради се веќе најавени изборите, редовните локални избори, тука ќе имаме малку пречка, меѓутоа све зависи во координација со владата и со градоначалниците кои треба да ги реализираат тие најавени проекти кои се многу битни за стопанството, поради тоа што сигурно бизнес заедницата ќе се вклучи за инфраструктуралниот дел во целост. Министерот за локална самоуправа Перински информираше дека до 23 април 63 општини аплицирале за унгарските пари со 450 проекти за патишта, водоводи, пречистителни станици, училишта, спортски сали. 36 општини аплицирале со проекти во максимална вредност на парите, што им следуваат согласно формулата по глава на жител. 27 општини се уште имаат можност да аплицираат со уште проекти до максимум предвидената сума. Најголем дел од апликациите се однесувале на модернизација на патиштата во општините. Перински посочи дека 17 општини воопшто не поднеле барања за ниту еден проект.